За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите ќофтиња во сос. Потребното време за подготовка на ова јадење е 50 на минути и истото ќе ве чини околу 220 денари. Со ова јадење предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино Вранец од Овчеполското виногорје на винаријата Ботрус, со рубин црвена боја, со арома на цреши и суви сливи, богато и полно со суви танини и долг финиш. Се служи разладено на собна температура. Ситно сечкаме половина главица кромит. Ја ставаме во длабок сад. Еден морков сечкаме на ситни коцки. Го додаваме во садот. Чешнињата лук ситно ги сечкаме. И нив ги додаваме во садот. Потоа го додаваме ренданиот пармезан. Макдоносот ситно го сечкаме, го додаваме во садот. Пилешките гради ги сечеме на многу ситни коцки. И исечканото месо го додаваме во садот. Зачинуваме со ориганото. Во садот го додаваме меленото месо. Посолуваме со хималајска сол. Наросуваме мелен црн пипер. Додаваме една лажица мешан зачин каплус. Кришките леб ги сечкаме на коцки. Ги додаваме во садот со останатите состојки. Го преливаме исечканиот леб со млекото за да омекне. Потоа ги месиме состојките со рака додека смесата не се соедини. Моцарелата ја сечкаме на парчиња. Со раце намрсени со масло, од смесата од мелено месо формираме две помали ќофтиња. Ги ставаме на даската за сечење. На првото ќофте ставаме едно парче моцарела. Прекриваме со второто ќофте. Соединувајќи ги двете ќофтиња истовремено прекривајќи ја моцарелата, формираме поголемо ќофте. Го ставаме на чинија. На ист начин ги формираме сите ќофтиња. Ги редиме на чинијата. Преостанатиот кромит ситно го сечкаме. Го ставаме да се пржи во тава со масло за јадење на оган. Преостанатиот морков го сечкаме на ситни коцки. Го додаваме во тавата со омекнатиот кромит. На загреано масло во грил тава на оган ги ставаме ќофтињата да се пржат. Откако ќе се испржат од едната страна, ги превртуваме. Откако и морковот ќе се запржи, го додаваме кетчапот. Налеваме половина литар вода. Посолуваме. Го сачинуваме сосот со преостанатиот мешан зачин. Наросуваме мелен црн пипер. Испржените ќофтиња ги вадиме од грил тавата. Ги ставаме во тавата со сосот. Динстаме 20 на минути на тивок оган. Ја тргаме тавата од оган. Во форма на куп на лист марула, на чинијата за сервирање ставаме претходно сварен ориз. Потоа на чинијата ставаме 3 ќофтиња. Ги преливаме со сосот од тавата. Декорираме со претходно подготвена вазна од краставица со цветови качунки. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 50 на минути. Со ова јадење предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино Вранец од Овчеполското виногорје на винаријата Ботрус, со рубин црвена боја, со арома на цреши и суви сливи, богато и полно со суви танини и долг финиш. Се служи разладено на собна температура. Од меленото месо и сечканото пилешко, коцките леб, млекото и сечканиот кромид и морков и зачините замесете смеса. Формирајте мали ќофтиња. Соединувајте ги две со парче моцарела помеѓу нив.
Испржете ги ќофтињата и додадете ги во тава со зачинет сос од кромит, морков, кетчуп, вода и зачини. Издинстете, сервирајте и декорирајте. Добар апетит!